Состојбите со ширењето на болеста син јазика и добитокот е ставено под контрола, а ветеринарите велат дека таа е со тенденција на опаѓање. Тоа беше причината деновиве да се укине забраната за работа на добиточниот пазар во Облешево, каде во вторникот одреден број сточари изнесоа на пазарот крупен и ситен добиток. Меѓутоа, ќе биде потребно време додека прометот со добитокот се нормализира. Иако нема официјални податоци за бројот на угинати грла добиток од ветеринарните лекари кои во изминатите месеци беа на терен, дознаваме дека добиточниот фонд на подрачјето е намален за околу 30%. Тоа се големи штети за сточарите, кои без помош од државата тешко дека ќе ги пребродат. За сега се собираат информации од теренот да се сумираат последиците од синиот јазик, пошто веројатно ќе следува соодветна реакција од владата. Инаку денеска беше објавено дека во Бугарија, на пример, по основ на претрпените штети од синиот јазик, за сточарите ќе бидат издвоени 2,5 милиони евра како директна помош. По стивнувањето на жариштата на оваа болест останаа последиците од аспект на несоодветно сместување на угинатите животни. Прописите налагаат да се ископаат соодветни јами во сите селски населби, да се избетонираат и оградат, за да не се дојде до ситуација штетниот и полезниот дивеч како и кучињата или мачки да доаѓаат во допир со нив. Меѓутоа, веројатно поради недостиг на средства, тоа не е направено, па угинатиот добиток се фрла по доловите во близина на селото и е